Во оваа фаза сме сите запознаени со концептот на бизнес модел. Се надевам дека се обидовте и да ги пополните полињата врз база на вашите бизнес идеи. Во ова видео подетално ќе зборуваме за вредносната пропозиција, односно вредносната понуда. Што е вредносна понуда? Тоа е производот или услугата која ја нудите, тоа е одговор на прашањето кои проблеми ги решавате или какви придобивки создавате за вашите купувачи. Но уште поважно е кои се тие, кои се вашите потенцијални купувачи. Најважно е да видиме кој е минималниот остварлив производ кој би произлегол од знаењето кое го стекнуваме со интеракција со нашите потрошувачи. Треба да знаете дека клучниот збор тука е вредност. Вие треба да создадете некаква вредност за вашите потрошувачи. Не сте вие важни, ниту вашата брилијантна идеја. Важен е потрошувачот. Слушнете ги неговите потреби и понудете му го тоа кое му е потребно или тоа што го решава неговиот проблем. Имајте на ум дека врската меѓу понудата и вашиот потрошувач е тоа што го прави стартапот да успее или да пропадне. Тоа што ќе го правите е кружен процес, односно почнувате со претпоставка, ја тестирате таа претпоставка, собирате информации и учите од нив на кој начин повторно да се вратите на почетокот и да започнете со нови претпоставки и знаења. Оваа техника поедноставно се вика Build, Measure, Learn или на македонски гради, мери, учи. Запомнете, за да го постигнете тоа што го сакате, не е доволно да седите во соба и сами на себе да си велите одлична идеја имам, секоја ми чест. Целта на вашата работа е да го најдете правиот производ кој одговара на потребите и барањата на пазарот. Или метафорички кажано, треба да ви се поклопат сите коцки во мозаикот. Секако, не заборавете дека вредносната понуда треба да одговара на потрошувачите, а не на вашите желби и потреби. Реално, вредносната понуда се состои од три компоненти, односно три клучни прашања. Кои се функционалностите на производот или услугата која ја нудите? Која е придобивката која ја креирате за потрошувачите? И кој проблем го решавате за нив? Кога зборуваме за вредносна понуда, не мислиме само на функционалностите кои вие ги имате замислено и се дел од вашиот производ или услуга. Напротив, мислиме на корисноста кој тој производ ја дава на целните потрошувачи. Целта на потрагата по вредносната понуда е создавање на минимално остварлив производ. Ова треба да даде одговор на тоа кој е наједноставниот производ кој може да го понудите, а кој сепак ќе одговара на потребите и ќе ги решава проблемите на вашите потрошувачи. Тука не сакате да покажете колку сте вие паметни и колку комплексен е вашиот производ или услуга. Сакате да направите нешто кое е едноставно и можете лесно да го тестирате на пазарот во најбрз можен рок. Зошто е важен потрошувачот? Кога ќе имате минимално изводлив производ, сакате да знаете повеќе за потребите на начинот на кој тој производ ќе биде користен. За овој дел на равенката веќе зборувавме, но вие треба да сакате да дознаете и кој е точно вашиот потрошувач. Замислете си некова слика. Лоцирайте го каде живее, колку години има, каде учи, кои се неговите навики, што се неговите интереси. Овој профил можете да го споделите со сите оние кои работат на вашиот производ. Тоа ќе им помогне во моментот да бараат начин како да бидат во чевлите на вашиот потенцијален потрошувач, а не во сопствените. Ајде да видиме како македонските претприемачи успешно го дефинирале својот производ. Увидовме еден проблем кој што го имаше со меници во Југославија, се да не ве замарам, тоа беше еден голем проблем каде што се направија некои проневери и ние понудивме на неколку банки да програм кој што ќе се контролираат тие меници и така да имавме слух од една голема банка каде што ни го прифатија програмот. Првите години успеавме да влеземе со некои ситни програми во банките, бидејќи тогаш банките немаа вакви големи информациони системи.
Знаете тоа, подоцна дојде дека они имаат обврска да направат големи своји системи во своите простори и да имаат свои цели тимови на луѓе кои што ќе работат на информатика. Тоа некаде во 2016 година по поставувањето на порталот deca.mk кој што е наменет за деца и родители, решивме да се впуштиме во некој предприемачки потфат. Односно, ако може да се формулира тоа како дефиниција каде што предприемачите бараат можност, каде што таму каде што другите гледаат хаос, ние некако идентификувавме потреба на македонскиот медиумски простор и генерално во сферата на продукција на анимирани содржини дека премногу недостасуваат содржини на македонски јазик. Па во почетокот започнавме со различна идеја, развивме различен продукт, хипотезата ни беше малце поразлична. Меѓутоа, по лансирање на првата верзија, увидовме дека корисниците бараат нешто друго. Успеавме да собереме одреден број на корисници и увидовме дека тие продуктот го користат на сосема друг начин, различно од она што ние сме го предпоставиле. Разговаравме со нив и увидовме дека треба да направиме одредени измени. Така да мислам дека најдобриот начин да се дојде до идеја е да тоа произлезе од потребите на корисниците, што во нашиот случај беше се потврди како вистина, и понатаму да се итерира врз самиот производ, бидејќи она идеја со која што започнувате на почеток не е таа идеја со која што евентуално ќе стигнете до некаков продукт на крајот. До идејата за продуктот дојдовме по еден немил настан, тоест додека возев велосипед со моите пријатели, еден од велосипедистите падна и доби контузија на главата. Во тој момент, доколку ние не бевме заедно со велосипедистот, можеше да се случи трагичен настан. После настанот свативме дека е добро да има апликација која би можела после ваков случај, тоест после пад, да може да испрати SMS порака до некој негов emergency контакт, за во ваков случај да може да информира некој дека се има десено немил настан. Значи не се работеше за некоја моја идеологија или моја филозофија од самите почетоци. Едноставно на почетокот само ги извршувавме потребните задачи кои што ни беа зададени од страна на партнерот кој што во тоа време ни беше и единствен купец. Имено компанијата неколку години или до 2009 година работеше само доработка или се вика лон работа за потребите на партнерот како краен купец. Меѓутоа, еден ден кога свативме дека тоа не е доволно за да може да ви даде доволно воздух во морето, за да вие направите некои промени и направите собствен производ и го продавате, направите некоја развојна политика на компанијата, нормално со дозвола на партнерите, одлучивме да формираме сектор продажба, да формираме сектор развој, каде што фокусот беше во креирање на собствен производ, собствен бренд и отпочнавме на пласирање на производот не само во Обединетото кралство, него почнавме да работиме и на европските пазари.